Министерството за труд и социјална политика подготвува терен и создавање услови за отворање на нови центри за работа со насилниците, кои се главните виновници за семејното насилство. Ресоциализација, но и искоренување на проблемот, се со цел не само да се даде насока на насилникот, но и заштита на жртвата. Ваков центар засега има само во Скопје, кој дава резултати, но министерката Царовска смета дека создавањето на уште вакви центри во други градови ќе допринесе за намалување на повторувањето на семејното насилство, кое за жал понекогаш е и фатално. Со насилниците има програма која што е подготвена и усвоена од Република Македонија, но се работи само во Скопје. Потребна е подготовка на кадар и кон тоа се насочуваме да на цела територија на Македонија имаме можност да припремиме психотерапевти кои што навистина ќе може да го сработат ова како прашање. Инаку другото не е проблем. Тоа е една просторија и двајца психотерапевти кои што треба да работат со насилниците. Но човечките ресурси, нешто што Македонија го заборавила во изминатите 11 години, тоа е да гради капацитети и низ Македонија, не само во Скопје. Работиме на тоа и се надевам дека во многу скоро време ќе може да отвориме таков сервис и во друг град во Република Македонија, не само во Скопје. Во Скопје функционира тоа во прв семеен центар во соработка со граѓански сектор, но важно е да имаме и во другите општини. Владата го усвои предлог законот за ратификација на Конвенцијата за Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, познато како Истанбулска конвенција, со што се создаваат услови за еден поширок и посеопфатен пристап во борбата против насилството, соопштуваат од владините преслужби.